Секоја есен, фелата и публиката со големо нетрпение очекуваат најголемата и најатрактивна изложба на мотоцикли, пропратна опрема и делови во Милано. И годишнава манифестација EICMA секако е најзначајниот саем на двотркалците, каде видовме голем број новини кои се капат во спектарот на боите на миланските рефлектори. Иако има повеќе од 1 век од одржувањето на првиот ваков настан, сепак ова е 74-тото официјално издание на несомнено, според многумина најголемото, но и најпривличното мотор шоу на планетава. Главната поента и на оваа приредба беше повторно нитката што веќе со години се проткајува на оваа манифестација, дека Европа се уште ја диктира мотомодата во светот, иако производителите од стариот континент одамна се засенети од оние од Јапонија. Како што налага традицијата, и овој пат првиот ден на EICMA беше резервиран за медиумите и премиерните представувања, а според неофицијалните податоци манифестацијата ја следеа над 5000 акредитирани новинари, репортери, дописници. Потоа и официјално дојде ред на бизнисот и посетителите, кои со задоволство ги пропратија од 8 до 13 ноември штандовите на над 1000 компании од 35 земји во светот, на вкупна површина од 280.000 метри квадратни. Организаторите објавија дека 17% од компаниите учествуваа за прв пат, 60% од нив се италијански, а 40% се странски. Што можеше да се види ова есен, кои се трендовите во мотоиндустријата? Вариациите на тема се побројни, односно голем број на производители почна да ја применува филозофијата позната од автомобилската индустрија, што значи на постоечките платформи нудат неколку различни подмодели, кои се разликуваат според стилскиот израз. Водечки на ова поле можеме да го споменеме BMW, кој дополнително ја прошири фамилијата R9T, а најновиот член е Urban GS. Но секако на EICMA во Милано најважно за BMW Group е представувањето на најексклузивниот предлог во целата историја на мотоциклистичката поделба BMW Motorrad. На штандот на марката беше представен прототипот BMW HP4 Race. Од штандот на баварците секако вреди да се споменат BMW 310 GS, BMW F800R и BMW 1600 GTL. Кога сме кај европските производители, треба да напоменеме дека пријатно изненади Триумф со моделите Street Scrambler и Bonneville Bobber, а на радост на италијанската публика, иако е под закрила на германски гигант, свој успешен настап имаше секако и Ducati, кој настапи исто така со 2 нови скрамблера, пустински Enduro и Cafe Racer. Но на јавноста и застана здивот пред моделот 1299 Superleggera. Моделот ќе биде произведен во количината од точно 500 единици и фановите ќе треба да подготват солидна сума на пари. Од Ducati секако треба да се апострофира и изведбата Multistrada 950. Австриската компанија KTM на EICMA беше посветена на лансирањето на линијата Duke. KTM 1290 Super Duke Air доби прилично голема промена за сезоната 2017, кај KTM 690 Duke е променет изгледот, а за KTM 390 Duke исто така има одредени модификации. Но топ тема беше она што допрва ќе следи од линијата Duke, прототипот KTM 790 Duke. Овој мотоцикл ќе има паралел твин мотор со зафатнина од 800 метри кубни. Неговата шасија исто така ќе биде подобрена. Сериската верзија се планира за 2018. Од Husqvarna на EICMA блеснаа 2 улични мотоцикли заедно со еден нов концепт. Еден од нив беше Husqvarna 401 Wheatpillen, награден врз база на платформата на KTM 390 Duke. Husqvarna им дава уникатен изглед на моделите од линијата Wheatpillen и Svartpilen. Piaggio, група на овогодинешната EICMA, се представи со неколку новитети. Aprilia Shiver 900 е наследник на моделот 750. Naked од Noale доаѓа со поголема зафатнина, а новиот агрегат развива моќ од 95 конски сили и вртежен момент од 90 Нм. Moto Guzzi V9, Roamer, Bobber се новите лесни крузери, едноставни и возбудливи. И двата мотоцикли се истекнати
изтекнуваат со висок квалитет и завршна обработка, со двоцилиндарски 850 Moto Guzzi агрегат. Во чест на 50 годишнината на моделот V7 Moto Guzzi го представи V7 III. Третата генерација која целиот свет ја познава и сака е потполно обновена, односно секој детаљ за да донесе поголемо задоволство при управувањето на иконата. Најпопуларните скутери Vespa веќе ќе имаат и електрична верзија, која дебитираше во Милано. Називот на електричната верзија не крие кој знае какви изненадувања. Електрика, но се уште не е јасно колку точно ќе биде автономијата на електричната Vespa со едно полнење. Исто така не се знае и со каква моќ е електромоторот на скутерот, но сигурно е дека производството на Vespa електрика ќе започне во втората половина на следната година. MV Agusta се представи со Turismo Veloce Lusso и RC верзиите. Јапонската ергела ја предводи секако Honda, која имаше одново блескав настап под миланските рефлектори. Вистинска новина се Africa Twin во издание Enduro Sports Concept, потоа CB650F, CBR 1000RR, CB 1100TR, офроудерите CRF 250L и CRF 250 Rally, како и трите обновени скутери Vision, Forza 125 и SH 125i, а најголем прав секако се крена околу Honda XADV. Одговорот на Yamaha на ова е T-Max, скутерот со зафатнина од 530 метри кубни, кој ќе се најде во продажба на пазарот во Европа од март следната година. T-Max е инспириран од концептот Master of Scooter и е првиот од линијата на Yamaha кој ќе го има YCCT системот. Враќањето на пазарот на Suzuki SV650 представува едно од најголемите изненадувања на годинишнава ејцма. Не затоа што станува збор за револуционерен модел, туку затоа што никој не му се надеваше. Но јапонците се сетија да го модернизираат и освежат познатиот V2 агрегат од 645 см да го доведат до ниво на Euro 4 норми, да ја олеснат конструкцијата и сето тоа да го запакуваат во форма на едноставен и привлечен мотоцикл, во која мера SV650 ќе може да се спротистави на Yamaha MT-07 или пак Kawasaki ER6N, зависи не од перформансите, туку од цената. Европска премиера има и моделите 250R и DL250 V-Storm, инаку кога сме кај Kawasaki треба да ги потенцираме изведбите Z650 и Z950. Во рамките на бразилскиот автосалон Sao Paulo International Auto Show 2016, Hyundai Motor Company официјално го представи концептниот пикап Hyundai Creta STC Concept. Практичниот компактен пикап има врска со новиот теренец Hyundai Creta iX25, но и со поголеми димензии. Автомобилот е долг 4,65 метри, што практично е речиси за 1 сантиметар повеќе од должината на кросоверот Hyundai Creta. Создавањето на новиот пикап на корејците е заедничко дело на стручњаците од јужнокорејските единици Hyundai Design Center и Hyundai Motor Brazil. За време на развој на пикапот, инженерите и дизајнерите се обиделе да спакуваат автомобил со спортски акценти за употреба во големите градови на земјите со економија во развој. Пикапот има LED фарови и впечатлива маска, направена во новиот бизнис стил на корејската марка. Прототипот има дополнителна заштита на каросеријата и декоративни пластични облоги на страниците. Товарниот простор е практично квадратен, долг е 1,30 и широк 1,29 метри, со носивост од околу 650 килограми. Јапонската компанија Honda го представи новиот субкомпактен кросовер кој е означен со индексот WRV, а целта му е на некој од светските пазари да се избори за клиенти со конкурентите Dacia Duster и Ford EcoSport. Деби на новата Honda WRV се одржа во бразилскиот град Сао Пауло. Местото на премиерата не е избрано случајно. Со развој на кросоверот се занимаваше токму бразилската поделба на Honda.
Називот на јапонскиот кросовер се дешифрира како Winsome Runboat Vehicle. Во моментов, јапонците не нудат никакви технички податоци за возилото. При представувањето тие рекоа само дека неговата продажба ќе стартува во првата половина на 2017 година и дека субкомпактниот автомобил ќе се нуди само со преден погон. Honda WR-V е развиен врз основа на хетчбек извидбата на моделот Jazz и со димензии помали од оние на Duster. Можеби недостатокот на 4x4 пренос ќе биде важен фактор во борбата со директните конкуренти, но и покрај тоа јапонците се надеваат да украдат од клиентилата на веќе споменатите модели кои се мощне барани на јужноамериканскиот пазар. Во оваа фаза не се знае на кои пазари ќе се продава новата Honda WR-V, ниту пак каква ќе биде цената на моделот. За да може да се спротистави на Duster и EcoSport, сепак јапонците ќе мора сериозно да ја намалат цената на новиот кросовер. Дали тоа ќе се случи, останува да видиме. Неодамна на пазарот беше лансирана последната верзија на GTR. Незиниот блесок беше на салонот во Њујорк, а неколку месеци подоцна се најде и во продажните салони. Ова изведба беше во Италија и пред нас во рамките на настанот Клуб 3 секунди, кој го реализираше нашиот партнер Quattro Ruote на специјалната патека во Вајрано крај Милано. До сега во повеќе наврати ви пренесовме дел од импресиите од она што се случуваше во Вајрано и подетално ви ги представивме моделите McLaren 675 LT Coupe и Audi R8 V10+, кои има извонредни постигнувања на патеката од нас, а потоа и од специјализираниот тим на нашиот партнер за кој следеа одредени мерења. Наред е популарната јапонска Godzilla, моделот на Nissan GTR. Вреди да се напомене дека ова е последното дотерување пред појавата на новата генерација закажана за 2018 година. Од подобрувањата ги издвојуваме она на 3,8 литарскиот 6-цилиндарски во V-облик агрегат, кој доби дополнителни 20 конски сили, односно 570 конски сили и 8 Нм повеќе вртежен момент, 637 Нм што веднаш се чувствуваат по стартот на моторот. Рака на срце, оние разбрептани коњи под хаубата се раздрезнуваат веднаш при мал потисок на гаста, па до посакуваните бројки брзо се стигнува. Ова е постигнато преку употреба на технологија од спортскиот GTR Nismo, а ова е моментот да подсетиме дека секој мотор за јапонскиот супер автомобил се составува на рака за 9,5 часа одеден од петмината мајстори. Издувниот систем на GTR 2017 веќе е титаниумски, а не само што има подобар звук, но и полесен. Промените однадвор по автомобилот се направени многу внимателно, така што главната цел била оптимизирање на аеродинамиката, намалување на турбуленција околу и под каросеријата, подобрување на ладење на моторот и зголемување на силата на притисокот кон патот. Новата графика на светлата е мощна и интересна, а впечаток исто така остава одсечената задница и променетата форма на задниот дифузер. За одбележување и зголемената отпорност на каросеријата на торзија, што овозможува подобрување на показателите при слалом. Според анализите и мерењата на Вајрано, најдобриот круг е постигнат за време од 1 минута и 15,725 секунди, а своите највисоки вредности автомобилот ги покажал во првиот сектор. Највисоката брзина на патеката која е достигна Годзилата изнесува 319,186 км на час при 7100 вртежи во минута. Достотка за брзувањето било за 3,08 секунди, а до неа му биле потребни 39,5 метри.
Неодамна се одржа светската премиера на новиот редизајниран Golf на Volkswagen, за којот компанијата коментираат дека е автомобил за секого и за секоја ситуација. Половина број поголем за исклучително успешната седма генерација на легендарниот модел, кој од 2012 година досега се продадени повеќе од 3,2 милиони единици. Новиот предлог на компанијата доаѓа со чист и атрактивен дизајн, но главниот акцент паѓа на целосно новата генерација, инфокомуникацијска и мултимедијална опрема. Golf сега доаѓа со функција за поднесување на команди кон вградениот систем со гестови, целосно дигитални инструменти, нови предлози во однос на интернет конекција и функционалност, како и со состав за полуавтономно управување. Пристигнува и нова генерација на системот Front Assist за автоматско активирање на системот за сопирање во случај радарскиот систем да регистрира на опасност од удар со друго возило или пешак. Новината е и 1,5 литарскиот TSI бензински мотор, а од Volkswagen најавија дека достапните EU6 дизел мотори се најчестите меѓу конкуренцијата во сегментот. Паралелно со премиерата на стандардната верзија на Golf, од Volkswagen сподели и детали за неговата суперспортска верзија GTI, кој ветува да им понуди на корисниците можност да потчинат максимална мокност од 230 конски сили. GTI перформанс нивото на опрема гарантира зголемување до страшни 245 конски сили. Јапонската компанија Lexus откри нови детали за новото спортско купе LC500, кое го представи уште на почетокот на годината на автомобилскиот салон во Детройт. Европската продажба на моделот стартува во пролетта 2017 година, а цените се уште не се официјално објавени. Купето е изградено на новата модуларна платформа GAL, која овозможува агрегатот да биде поблиску за уште 50 мм кон задната оска. Благодарение на тоа е постигната идеална распределба на тежината на возилото помеѓу двете оски. Покривот и вратите на LC500 се направени од карбон, а акумулаторот е преместен во багажникот. Така е намалена тежината на возилото, но пак е зголемена цврстината на каросеријата. Моделот е управуван од 5 литарски бензински V8 мотор со мокност од 467 конски сили и е добро познат од F верзиите на моделите ES и GS. Во случајот тој работи во комбинација со 10 степен автоматски менувач, што овозможува забрзување од 0 до 100 км на час за 4,5 секунди. Предстои излегување на хибридна модификација LC500H, која ќе се потпира на комбинација на бензински V6 мотор и електромотор со вкупна мокност од над 350 конски сили. Долго се очекуваше наследникот на моделот S80 на шведскиот производител Volvo, чие производство започна во 1988 година. А според она што го понудија скандинавците на неговото место, и имаше за што да се чека. На пазарот пристигна модел со 10 бројки повеќе, но и толку технологии и дополнувања, што веднаш ја селектираа новата шведска деловна лимузина меѓу најдобрите во сегментот. При промоцијата на новата S90, каде дел од неа беше и проучениот шведски фудбалер Златан Ибрахимович, кој сега е заштитно лице на компанијата, беше потенцирано. Она што е Ибра за светскиот фудбал, тоа сега е S90 за автомобилската индустрија. Со должина од 4963 и широчина од 1879 мм, за по неколку сантиметри ги надминува своите конкуренти BMW 5 и Audi A6, како и сосема новата Mercedes E-класа. Единствено со височината од 1443 мм е нешто пониска од овој премиум деловен свет. Веќе на прв поглед автомобилот остава впечаток дека со право го вбројуваат во елитата. Шведската крстарица едноставно зрачи со елеганција, грациозност, префинетост. Делува спектакуларно, отмено, одважно. Првиот визуелен контакт со Volvo S90, кој на македонскиот пазар пристигна неодамна, а своје деби имаше на салонот во Детройт, соборува од нога. Едноставно го открива својот поинаков карактер.
надграден над основите на SPA платформата Scalable Product Architecture, веднаш оддава впечаток дека во него се суптилно испреплетени елеганцијата, самоувереноста и моќта. Долгото растојание од средиштето на предните тркала и почетокот на арматурата во внатрешноста се дефинира премиум карактерот на Volvo S90. Бочната линија е мека, иако S90 содржи многу елементи на спортски дух, особено е специфично неговото лице, на кое доминираат по урнек на SUV извидбата XC90 вградените иновативни светла во облик на чекичот на богот Тор, кои станаа синоним за новите изведби на шведската компанија. Повеќе проток на воздух овозможува решетката под капакот на моторот, која се состои од 23 ленти со конвексен облик. Не е тајна дека овој детал е превземен од легендарниот модел P1860-тите години на минатиот век. На крајот треба да ги споменеме и оние тесни диодни светла позади, како и алуминиумските фелни од 20 инчи. Во внатрешноста на шведската лимузина се блеска со доза на луксус и прецизна хируршка обработка. Многу налик на интериерот од Volvo XC90, лансиран од пред само 2 години, но сепак со потребен шмек и лимузински стајлинг. Токму така. Иста е дигиталната инструментална плоча со средишен екран, потоа вертикалните отвори за вентилација, дрвениот капак на просторот за документи и дребули, други дрвени додатоци, кожата и оние скриени делови прекриени со префината тканина, сосем прецизно покриените пластични елементи само го прават филингот во внатрешноста за скалило погоре во однос на конкурентите, па дури и новата E-класа. Материјалите се мощне скапи и нивната употреба ја нагласува елеганцијата и отменоста. Виртуелната инструментална плоча беше во тесниот модел што го имавме на располагање, а најважните податоци за брзината и ограничувањата, како и насоката на управување се на ветробранското стакло. Со само еден допир и со S90 сте во контакт со светот. Со ролање на џојстикот стигнувате до активирање, се разбира по потреба до посакуваните функции, чија листа е навистина долга. На крајот секако треба да се издвојат одлично скроените профилирани фотели и просторот во интериерот. Нема никакви забелешки за прегледноста, се седи комотно, што заедно со долгото меѓуоскино растојание и одличното воздушно потпирање се гаранција за пријатни мигови минати и на подолги дестинации. Багажникот е со капацитет од 500 литри и ги задоволува во целост потребите, а се отвора и затвора со помош на електрика. Кога сме кај меѓуоскиното растојание, кој изнесува безмалку 3 метри, 2941 мм, а благодарејќи на новата прилагодлива платформа имаме попречно, а не надолжно поставен мотор. Кога сме кај моторизацијата, треба да се напомене дека Volvo овде применил downsizing. Па така, под предната хауба е сместен 2-литарски турбодизел агрегат со ознака D5 и моќ од 235 конски сили. Ова е 4-цилиндарски мотор со кој Volvo направи голем исчекор, бидејќи истиот доби многу признанија, иако многумина сметаа дека ова е грешка од страна на шведскиот производител, со напомена дека не може да се носи со 6-цилиндерските агрегати на конкуренцијата Mercedes, Audi и BMW. Но не само тестирањата, веќе и искуствата го тврдат спротивното. Овој лесен 4-цилиндарски мотор е достоен соперник и оние 235 конски сили се одлично распоредени заедно со 480 Нм максимален вртежен момент, кој е на располагање веќе при 1750 вртежи во минута и до стотка достигнува за само 7 секунди. Максималната брзина е 240 км на час, а моќта се пренесува преку AWD системот на сите 4 тркала, преку 8-степен автоматски менувач Geartronic. Она што го прави D5 подобар од она што го нудат конкурентите е Power Pulse технологијата. Тоа е во суштина систем кој вклучува мал компресор и резервоар за компримиран воздух, кој се користи да се елиминира турбодупката. При силно притискање на педалата за газ, системот го користи компримираниот воздух за побрзо да го придвижи турбополночот. Моторот инако се стартува преку прекинувач крај раката, наменувачот со вртење во насока на стрелките на часовникот,
а на располагање се 3 начини на работа на моторот, подпирањето и менувачот. Volvo S90 стандардно е опремен со IntelliSafe Assist системот, кој делува како сигурносен чадор под кој се споени сите напредни системи на активната и пасивната сигурност. IntelliSafe системот вклучува адаптивен темпомат, автоматско паркирање, камера од 360 степени, систем за предупредување за сигурна оддалеченост, Pilot Assist состав за полуавтоматско управување, кој ги следи лентите на патот и го коригира управувачот на брзина до 130 км на час, City Safety и уште многу елементи од богатата сигурносна ризница на производителот на несомнено најбезбедните возила во светот. Volvo S90 нуди извонредно аудио и комуникацијско искуство. Во него е вграден Apple CarPlay интерфејс, кој овозможува безжично поврзување со паметни телефони и hands-free употреба на сите негови можности. За одличниот звук е задолжен Bowers & Wilkins аудио системот, вистински арсенал од технологии и новитети решенија и заслужено висока позиција. Па за сето ова треба и да се плати. Доколку посакувате ваква изведба со сите салтанати, во ценовникот ќе ја најдете бројката од 107.000 евра. Ford објави дека за време на годинишното издание на Last Mile Mobility, компанијата представи повеќе од 600 проекти за електрични возила од своји инженери. Основната цел на креациите на иднината е да го намалат времето на возачите во последните неколку стотина метри, од паркингот или станицата на градскиот превоз до работното место до местото за состанок. Еден од најинтересните истакнати проекти е на Килиан Вис, системски инженер на Ford од Келн, кој се нарекува Car-E. Со мерки блиски до оние на резервна гума, мобилната платформа е во состојба да транспортира луѓе или товар со мерки блиски до оние на резервна гума. Мобилната платформа е во состојба да транспортира луѓе или товар со тежина од 120 кг на растојание до 22 км, а максималната брзина на движење може да достигне 18 км на час. Интересни исто така се и проектите e-chair за инвалидска количка со електричен погон и функција за вовлекување и отстранување од товарниот простор на возилото, како и мултифункционалниот 3City кој нуди можност за транспорт на еден човек и на багаж на растојание до 30 км при максимална брзина на движење од 20 км на час. Volkswagen нема намера да ја пензионира во блиска иднина успешната модуларна платформа MQB, врз основа на која се надградуваат автомобили со погон само на предните или пак на сите 4 тркала. MQB се појави во 2012 година со новиот Audi A3, а технологијата наскоро потоа најде примена во Шкода Octavia и Seat Leon. Неодамна и официјално пристигна соопштение од компанијата со која е потврдено дека уште најмалку 2 генерации модели на Volkswagen Group ќе ја користат истата архитектура. Причина за ова е дека инженерите на компанијата на вистина ја адаптирале доволно добро платформата, така да може да биде лесно унапредена. Со ефтина преработка може да се менуваат незините димензии, како и пропорции на основните насоки. Токму тоа го чини создавањето на нов автомобил како прилично ефтина задача, што пак го зголемува профитот при продажба. Следните автомобили кои ќе се надградат врз MQB се Volkswagen Polo и Seat Ibiza, кои пак ќе послужат и за основа на мали кросовери наскоро потоа од двата бренда. Американската поделба на Hyundai објави дека прототипот, развиен врз основа на хибридната верзија на уникатниот модел на марката Ioniq, регистрирал рекордно достигнување за максимална брзина на движење. Рекордот на прототипот, кој е одобрен од Меѓународната автомобилистичка федерација FIA,
е 157,825 милји на час или речиси 253 км на час. Користената прототип верзија на хибридниот Hyundai Ioniq се разликува значително од сериската верзија на моделот, која ќе биде пуштена во продажба во САД подоцна во текот на оваа година. Автомобилот е со променет погонски и издувен систем, рекалибриран електронски контролен уред, климатизацијата е отстранета, интегриран систем на вбрзгување Nitros Express. Воедно, аеродинамиката и суспензијата му биле дополнително оптимизирани и монтиране падобран со пирачка. Hyundai Ioniq е првиот во светот автомобил кој се нуди во 3 главни верзии, во зависност од погонскиот систем со користење на едно купе. Ioniq Hybrid и Ioniq Plug-in се опремени со нов 1,6 литерски капа мотор со директно вбризгување кој ветува максимална моќност од 105 конски сили и 147 Нм вртежен момент, а 100% електричната варијанта Ioniq Electric доаѓа со литиум-ионска полимер батерија 28 кВт, која според Hyundai е во состојба да понуди автономија над 250 км. Електромоторот е со 120 конски сили, вртежниот момент е 295 Нм, а максималната брзина на движење на електричниот е 165 км на час. Во стилот на легендарниот специјалист за спуст Херман Маер, специјално спакуван Range Rover Sport се спуштени с патеката во Мурен, Швајцарија. По успешниот напад на пустината Рубал Хали, најголемата песочна и втората по големина пустина во Сахара, во 2013 година единствената каскада по мостот Хартија, најголема изградена конструкција од Лего врз новата изведба Discovery и уште неколку други, сега од Land Rover ни го представуваат најновото им импресивно достигнување каде главен лик е представник на брендот. Спуст од стартот до целта на надморска височина од 2170 метри, со падини до 75% и брзина од над 150 км на час. Тоа беше успешно поминато од Range Rover Sport при спуштањето по патеката Инферно во Мурен, Швајцарија. Задуправувачот на автомобилот беше професионалниот автомобилски тркач и каскадер Бен Колинс, кој успеа да ја помине стазата од 14,9 км за 21 минути и 36 секунди. Come on, baby.